Благодарам председателе. Најпрво благодарност до председателот, до Сојузот на стопански комори на Македонија, што еве ни овозможи да ја почнеме, би рекол, оваа јавна дебата, која што е поврзана пред се со економските случувања во Македонија, како неминовна тема, се наметна темата која што е присутна и актуелна во јавноста во овој момент, а тоа е големите инфраструктурни проекти, меѓу кои што спаѓаат и оној кој што во последно време најчесто е присутен во јавноста, а тоа е деловите од коридорите 8 и 10D. Имавме можност да размениме мислења, да објасниме практично која е позицијата на ВМРО-ДПМНЕ, да предупредиме на опасностите кои што овој проект сам по себе ги има, но истовремено да потенцираме дека тоа што го има превземено од владата како обврска, не само што ја става Македонија во подредена положба, туку создава проблем и во следната цела деценија, бидејќи онаа цена која што во јавноста како бројка се лиферува од страна на владата, најмалку ќе биде 2 пати зголемена и тоа е содржано во оној договор кој што ние како верзија го имаме, а неколку пати во минатото потенциравме дека го имаме добиено од свиркач, а до овој момент од страна на владата за сите оние информации кои што ги објавуваме, делови од тој договор не добивме демант, односно не бевме демантирани дека тој договор и не кореспондира со вистинската верзија, туку напротив, тие влегуваат во дискусија и во дебата, со тоа само ја потврдуваат веродостојноста на договорот кој што го добивме ние од лице свиркач. Така што, како ВМРО-ДПМНЕ, дадовме преглед на нашиот поглед на актуелната економска ситуација во државата. Можевме да разговараме и за делови од програмата која што опфаќа ВМРО-ДПМНЕ, но главен фокус беше ставен на овој проект за изградба на делови од коридорите 8 и 10D, опасностите кои што тој во себе ги користи, но и подредената положба во кој што Македонија во моментот од страната на коалицијата ДУИ СДСМ е ставена. Така што уште еднаш ја повикувам јавноста будно да следи во периодот кој што следи, бидејќи имаме отсуство на јавна дебата поврзано со овие големи инфраструктурни капитални проекти, ќе мораме на ваков начин да јавно дебатираме со владата. И ја користам оваа можност уште еднаш да се заблагодарам на Сојузот на стопански комори што ни овозможи и да се заблагодарам на вас медиумите што во овока връзка сте присутни денеска овдека. Ви благодарам. Ако имате прашања, Господин Мисковски, како го коментирате фактот дека владата најавува законските измени, односно законите за коридорите 8 и 10D, договорот со Бехтел Јенка да влезе во собрание по брза постапка односно со европско знаменце? Па, ова вие сега што го споменавте, добивме информација додека траеше состанокот со Сојузот на стопански комори, дека се состојбата изменета, односно не дека имаат намера, туку дека веќе законите се пристигнати во парламент со европско знаменце. И јас, еве, денеска нема да го коментирам ова, ќе оставам од страна на Европската комисија, односно од канцеларијата на Европската комисија, тоа во текот на денешниот ден да биде искоментирано. Доколку тоа не се случи, тогаш од утре ќе отвориме јавна дебата и по тоа прашање, затоа што верзиите кои што ги видовме во делот 5, кој што вообичаено се користи за усогласување, односно објаснување со кои делови од европската регулатива се усогласува овој закон, замислете, во овие предлози е празен, значи нема. Нешто е таму во што се усогласува. Така што ако до пред неколку минути имавме состојба, имаат намера, сега веќе сакам да ве информирам дека добивме информација дека веќе се пристигнати законите со европско знаменце во парламентот и ја повикувам канцеларијата на Европската комисија во Македонија, ги повикувам амбасадите на земјите од Европската унија да се произнесат во текот на денешниот ден за ова што денеска го направи владата на ДУИ СДСМ. Од СДСМ велат дека уставни измени мора да има во овој парламентарен состав. Ваш коментар? Тоа за мене е затворена тема и многу пати сум го кажал мојот став и ставот на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата која предводи ВМРО-ДПМНЕ. Во овој парламентарен состав под овие услови, под бугарски диктат, уставни измени ќе нема. Дали очекувате премиерот да прифати вашата покана за јавна дебата на тема договорот за коридорите 8 и 10? Па, јас многу пати во изминатиот период сум го повикувал, еве и оваа прилика ја користам,
да излеземе заедно пред македонската јавност да дебатираме за суштината на договорите, бидејќи таа суштина ќе биде болна за сите генерации и оние кои што се народени. Нека не се крие, нека не бега од Македонија. Знаеме дека е на подолго патување, на спринг-брейк патување, нека се врати, нека дојде да излеземе пред македонската јавност и да дебатираме. Ако ме убеди, и ако убеди македонската јавност, тогаш опозицијата манипулира, како што тие љубат напати да речат во своите изјави од коалицијата ДУИ СДСМ, но ако јас го разубедам, тогаш очекувам да понесе одговорност. Ако може уште нешто за Виктор Јенка, во изминатиот период кажавте дека до 6 мај или тоа беше сабота, дека ќе бидат исплатени 53 милиони за пенали. Дали имате информации дали се случила таква исплата, бидејќи на отворени финансии такво нешто не постои, сега не знам за претходната исплата од 117 милиони дали. Јасно кажавме во кој дел од договорот е содржана обврската дека треба да се исплатат 53 милиони евра, доколку во рокот 45 дена од подпишувањето на договорот не биде овозможена 60 часовна работна недела наместо предходните 40 наместо сегашните 40 часа кои што се согласно закон и кои што се согласно одлуката на Уставниот суд. Од страна на владата не бевме демантирани дека тоа не е вистина. Дали обврската реализирана? Еве сега исто така ќе ви кажам, оние 117 милиони евра кои што веќе се исплатени по основ на подготвителни работи и подготовка на градилиште, требаше да се исплатат во два дела. Првите 87 требаше да се исплатат 14 дена од подпишувањето на договорот, а останатите 45 дена од подпишувањето на договорот. Тие се исплатија на 47 ден од подпишувањето на договорот. Што значи дека обврската можеби ќе задоцни, но таа ќе биде завршена. Дали ќе се исплатат 2 недели од кога ќе поминат овие 45 дена како што стои во договорот, не знам, најверојатно не се исплатени, бидејќи тоа беше 6 мај, односно тоа беше сабота, ако не се лажам, но доколку нема 60 часовна работна недела, дека ќе се исплатат и ќе се продолжи времетрењето на реализација на овој проект, ќе се продолжи, тоа да бидете сигурни.